Лека ноќ и среќна стара нова година. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и среќна стара нова година и од мене. Ние сме Јелена и Александар и одовде ве носиме чекор за сите. Овие вчерашни ги посветуваме на нашите секогаш професионални, ревностни, морални, навремени, елоквентни, модерни, убаво облечени, ерудити или кратко речено новинари. Токму така, нит не им беше лесна работата сите овие години. А зошто? Ќе видите за кратко. Останете со нас. Истражуваме, тешка ли е новинарската професија? Зошто е ризично да се биде репортер на терен? Дознајте последни како е да се биде репортер во вчерашни новости. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Новинарството е таква професија што не секогаш задачите кои што ќе ти ги доделат си подготвен да ги извршиш. Но репортерите на вчерашни секогаш биле доследни во извршувањето на обврските. Иако тоа неретко е многу тешко и да не речам комплицирано. Имено, сите се сеќаваме минатата страшна зима како нашиот Ланчо при една своја задача измрзна до коска. Мене некој ме д***и овде, ја не разбирам. Си игра некој со мене, не разбирам шо е, ја мајмуни играм овде за 12.007 на ладно. Смрзнав, ја ми смрзна, бе. Не, знаеш шо, не можам и кој бе, исто е, мислите дека нешто ќе биде поразлично, исто е, све се договараат, све знаат што ќе се дешава, све знаат, нас не тргнал тој фикусот се вратил од Египет се вратил, голем го се вратил од Египет. Ке си отидам, ке има да жалите по Ланче. Тоест Ланчо, до 500 пати. Значи, значи, до толку ли не можете да запамтите 5 месеци, бе, Ланчо! Да, понекогаш ќе опцијам. Зошто? Од скечот имам убави спомени. Не е дека не станав хит во Бугарија. Знаеш, многу е тешко кога си у први борбени редови ко новинар и со текот на времето како што иде целата работа, нели сваќаш дека политичарите ти се втора лига и све ти иде у***рац. Да. Во текот на предизборните кампањи за локалните избори во далечната 2017 година, единствено Кузман беше тој кој од општина на општина, како бубамара од цвет на цвет, одеше и правеше интервјуа со најразлични градоначалници, граѓани и што ли уште не. Ова не е прв пат градоначалникот да биде обвинет за физичко насилство према граѓаните. Како сте задоволни од кандидатот и се уште актуелен градоначалник? Ние да сакаме ваков кандидат не можевме никаде да најдеме. Ние сакаме, и он ако сака да биде доживотен градоначалник на Чучер Сандево. Човекот е капацитет човек. Он гризе, буквално гризе за нас и за нашата иднина. Таков кандидат никаде не се наоѓа.
Така и јасно сакаме да кажеме дека ние не бараме друг кандидат. Значи не постои кандидат со капацитети блиску до старо ново избраниот иден градоначалник. Абе, он нема што не се разбира. Значи бизнис се разбира, економија се разбира, историја се разбира, математика се разбира, географија се разбира, карате, кунфу се ради и сакам да кажам еве јавно на телевизија дека ние за него ќе гласаме и само за него зашто е најдобриот градоначалник. Така еве го и градоначалникот пристигнува, па ќе го да го прашам. Да, студио, ова беа изјавите на граѓаните на Чучер Сандево. Се одјавуваме од овој тип северозапад. И кој дете на местото на Кузман Арчито на местото на Кузман немам нешто против Арчи. Лаптоп че го валив, ама 2 гигаби, за нигде сам дека вчерашни. Да се направи добра сторија е еден од најголемите предизвици за секој новинар. Прво, да се најде најинтересната приказна од морето приказни. Второ, да се натера соговорникот да зборува пред камера. Трето, да се отиде на терен. Четврто, да се најде... Ворете, Јелена, да не претеруваме. Сите знаеме дека патот до неуспехот не е од тие стории кои тешко се прават. Не знам, тоа снимање некако ми остана најмногу во сеќавање. Тој неопеан херој од нашето време ми даде надеж дека Македонија конечно можеме да ја брендираме. Неговата книга е еден каталог на пропаднати бизниси и долгови. Неуспехот го влече уште од неговите почетоци. Неговиот прв дуќан со име 100 Ра во семејната гаража му пропаѓа, а бабината заштеда ја губи во тат. Потоа отвара рибарница, па фризерски салон, па железара, кој исто така ги затвара. Ова е неговата неуспешна приказна. И знаеш како е неуспехот преку ноќ му треба многу време. Стив Џобс го има тоа кажано. Изедов го затворив то колонијалчето и се насобра на вересија многу луѓе не плаќат никој. Столен е одведе до местото каде што последно се обидел да направи бизнис. Под хипотека си. Ви ова ми пропаднало ве човек. За да има многу ва замисла. Сакав да отворам она бизнис за шпиунки на вратите што клават. Самуилов војник да пишам. Уба и бизнис идеја беше, ама пропадна ете и таа. Може некој ќе оземи дуќанче, да ќе се израда, знаеш како е. Вашето име е синоним за неуспех. Дали планирате да се откажете од неуспехот? Абе, знаеш како вели Пауло Коелјо? Во животот треба 7 пати да паднеш, 8 пати да се исправиш. Ево, јас 14 пат се исправам на нозе. И ако ништо не види, не се откажам, државно ќе ќе работа. Тоа е. Тука некаде го оставаме Столе со насмевка на лицето и со помислата дека сите ние сме Столе понекогаш. А вие, драги гледачи, запомнете, во животот не постои каење, туку лекции. Дженифер Анистон. Никој не веруваше дека тоа е вистина. Дека Кузман Статива, еден од најпрецизните репортери што оваа почва ги родила, ќе се исели од државата. Со неговото емигрирање, македонското новинарство изгуби уште еден планински врв. Остар како Матерхорн, голем како Хималаите, тоа е нашиот Кузман. Да, студио, не недов соговорник за иселувањето, па решив јас да се иселам од државата и да си направам сам себе си интервју. И онака ме дупите, нели, нон-стоп, па не е битно, последен ден ми е. Добро бе, Кузман, за тебе нели дојде животот? Па не баш, можда мене ме промашил. И онака јас се промашувам, па валја и животот ми има промашено мене. Јеби га, што не ме промаши ВМРО 10 години. Така. Кажи ми, оти не одиш во влада? Па не може цела редакција да сме во влада. Уствари може, ама никој ми нема јавено, не ми има пишано. Плюс, знаете, Јована е таму, а мене Јована ми е слаба точка. И во право беше Каракамишева што велеше дека не се иселуваме ради пари, туку ради невозвратена љубов. Така, следно прашање, каде ќе замине Кузман и што ќе прави таму? Па заминувам за Германија да работам во Макдоналдс. Тука пишува треба да направам шега. Се надевам дека нема да завршиш во Бургер Кинг во Шведска. Да, смешно. Следно што да те прашам, дали планираш да се вратиш во Македонија? Планирам да се вратам, да, ако отворат овде Макдоналдс. Се зезам, никош нема да се вратам. Ти благодарам многу.
Да, дојди. Држи ово. Земи ово, си кажеш. Таман се зближивме со Кузман и си договоривме и кафе, и шо е сладок таков, симпатично трапав и не ми се збори се за тоа, друго нешто, бај. Не ќе ми тоа збори. Абе, како отишол за Германија, па како без репортер се? Па ништо не ми јави. Ало? Кузман? Абе, шо ми кажи Арчи? Плескавици ќе продаш у Макдоналдс. Абе, ако не ти се свиѓаше, бе, Кузман, бе, па ќе ти у влада ќе те викне, бе, гледаш Јована ја викна, зашо немате трпение, бе, одма такви глупости некои сам. Ќе се вратиш, кај нас нема Макдоналдс, кај ќе се вратиш? Му изгледа роаминг, му рикна батерија. И сега шо правиме, Берчи, без репортер? Ај, облечи го, Арчи, ти саково да ја. Облечи го сакото. Таман ти ова, дај види го и микрофонче, да те видам вака. Па то, Берчи. Па одлично, бе. Па тебе знаеш колкото сака публика, бе. Ај тебе ќе да видиме. Кика, шо мислите вие? Жога, види го. Ај, одјави го прилогов. Ај, одјави го прилогов да видиме. Студио? Топ. И кој дете на местото на Кузман, Арчи дое. На местото на Кузман немам нешто против Арчи. Ама не е нешто многу речит. Не му е богат речникот, ако ќе ме погледна со тоа чичките, малце незгодно ми паѓа. Почна како новинар практикант и стажант. Учеше од најдобрите и стана вистински професионален репортер. Да видиме како напредуваше репортерот Арчи од почетокот до сега. Ти јази ти знаеш? Ај, како би одјавил, да речеме, на македонски, бе? Одјави? Студио? Добра, на албански? Студио? Кажи за вчерашни. Од местото на настанот, ваш Арчи. За вчерашни, од местото на настанот. Студио? Абе, што студио, бе? Студио! Имаш и кажи, не? Студио? Како не ти е срам? Ја толку ти давам шанси едно друго. Сега кога ќе размислам од оваа дистанца, можам да сватам дека многу ме сака камера. Тие снимања ми се омилени зашто цела екипа сме надвор. Не сум само ја со Жога да го јадеме. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Зимата веќе е во полнек. Студот, снегот и слични временски фактори само ја отежнуваат работата на репортерите, особено на ланчо. А некогаш од најдрагиот соговорник ќе го добиеш најлошиот подарок, особено ако е соговорник на ланчо. Се наоѓаме со една од најомразените личности во Македонија. Зошто го правите ова? Кој е поточно? Зошто ја мразите Македонија? Напротив, јас ја сакам Македонија, овде можам да се задржам најмногу и да се чувствувам како дома. Во другите земји ме ништат нормално стандарда, овде уште еднаш ка ми се докажува македонската гостопримливост. Нормално го сакам и македонскиот народ, бидејќи читав кога се жалевте дека ви е топло, па баш заради тоа и ради жалбите против комарците дојдов. А што имате вие конкретно против мене?
Македонија пат. Македонија пат нема ништо против мене. Значи, добро, до кога планирате да останете овде, нели, како вика народната поговорка? И волкот сит и мајкни. Што? До кога планирате да останете овде? Ќе поседам сигурно уште некое време. Значи, се уште сте решени уште да правите деструкција во државата, срамота. Ве молам, сериозно размислете дали тој хаос е од мене, јас само дојдов, а вие што направивте? Ја направив снешко. И тоа за децата го направив тој снешко. Значи, луѓе се испотепаа, немаме струја, па имаме струја цело време ладно, а вас ви е гајле. Па уште се смеете. Искрено баш ми е гајле. Значи, знаете што? Воопшто не ми се свиѓа вашиот однос, ама ова е напад на новинар, ова е напад на новинар. Ви благодарам, студио. Се гледаме. Упонудив да ги закопаме секирите, тоест да ги закопаме лопатите. Значи се видовме, испивме чајче, така да ја тополо, ладен чај, така да све, мислам, све е супер, све е кул, ми прати честитка, само што ми стигна честитка у редакција, еве. Сите знаеме колку е ризична новинарската професија. Известувајќи од различни настани, може да ви се случат многу незгодни и згодни ситуации. Но чинам, репортерите на вчерашни секогаш биле на ниво на задачата и ризикот го гледале како предизвик кој треба да се надмине. Особено колешката Јелисалфета Крстич Поп-Мајбах, која се соочи со најстрашното. Интервју со еден од најозлогласените криминалци на овие простори. Криминалец од тежок вид. Не знам што ви кажаме, дечки, она една шлапна да тоа што ми шепкаше пред врата, ми отвори, упаднав. Лаптопче го гувалив, ама 2 гигаби, за нигде сам дека вчерашни. Респект имам добиено на улици, ептено нага, сите се најак си, разбираш. Понеспособен лобав, немам видено никогаш во живот, ти кажав дека ми е незгодно со тоа чичките. Се уште негова апсила си седи по некои клупи таму по судови. Шупаци уште немаат затворено, не разбирам што треба да направам. Тоа е у принцип. Ја ќе брчам сега, ти гледава да не го пуштиш и поздрави ме таа чопната да што ми шепкаш. Господине Кочо, колку обвинени има против вас? Не мораш да шепкаш. Значи, не мораш да шепкаш. Обиваш врата. И? Па шо ако обивам врата? И одговори ми на прашањето. Значи, против мене има 7 со рочиште се у моментов. Не знам ни кога ќе бидат, имам најмалце 20 направено. Ама они 7 може нема ни да откријат ни едно од тие 20. Тотално е кретенски, си со 7 само. Токму тука започнува голготата на ова младо момче низ лавиринтите на судовите. А за кога ви се закажани рочиштата? Нема рочиште, како да дигам, нема рочиште. Дреме мене тормозот по судници не влечат ваму, таму нема. Не може на ред да дојдеме од овие мафијаши, бизнисмени, политичарите, главни се они, ни одма 15 дена рочиште одма го судат. Катастрофа класична. Јас сум запознаена со случајот од Кочо и нема ништо тука специјално, тој не е специјален случај, едноставно човекот нема среќа. А еве пробвам да најдам термин. И еве што се случува. Чупето малото свадба, 2 слави, нова година, ќе земам боловање после. Имаме уште 2 рочишта од Ојо, уште бањи едни, овде имаме ново рочиште. И вратава не може. И пробај се тараба. Да бе, пробај тараба. Со и глупостиве што ги измислија порано, се знаеш, крак. Еве еден термин, 21 ноември 2021, тогаш ќе го закажам. Каде се гледаш за 5 години? Каде се гледаме како седам као мисер у чекална у суд, каде да се гледам. Влагам у суд, со адвокатите сум на пуцка, со стражарија на пи***ти матери за џабе, шо? Немак некој да искочи рече, Педжа, ќе си легнеш бе, тоа направи тоа, тогаш ќе те судиме, ништо од тоа, разбира, ко кретен. Класичен кретен. Држи ова. Држи више, не знам што да направам со врата. Потворено било. Ова досега што го гледавте е само дел од прилозите, репортажите и историите кои вчерашните новинари ги покриваа. Во 30 минути не ни може да се прикаже се, но еве барем уште еден дел. Ланчо Пашазотов, покрај своите новинарски способности, ги покажа и своите гласовно, играчко, раперско, движечко, глумачко, пејачко, ритмичко, тактички способности. Сега од оваа дистанца кога ќе размислам, опа, Дени Девито, бугарскиот Дени, многу го сакам.
Ајде. Сега кога ќе размислам од оваа дистанца, можам да сватам дека многу ме сака камера. Тие снимања ми се омилени зашто цела екипа сме надвор. Не сум само ја со жога да го јадеме. Извини Штурче. Што планирам? Па не знам, ако не успеам со новинарството, планирам да се запишам на глума. Помина година, кредити невратени, сметките наплатени пак. Ке го поминам ли месецов пар? Во долгови до гуша сум јас. Иде живот се е исто, на 500 евра плата се уште си мислам. Бака не иде, пие на дупите. Не се дише, нема смисла. Смрди корне ко да сме на трисла. Куфери пакувам јас и си заминувам. Ке дојди живот за нас. Бегаш ти од местово некаде на поарно. Ке дојдиш ти на моено. Ке се вратиш ти за Крисмас. Ке се вратиш ти за Крисмас. Само ако ме ставите министер. Министри не клевам јас, не сум јас на власт. Ке се вратиш ти за Крисмас. Немој ланчо море на тебе да мислам. Ке се смени се, само трпение. Иде живот, ај не лажи. Иде живот, немој мене. Иде живот, не ме допити. Ке се вратиш ли за Крисмас? Само ако ме ставите министер. Министри не клевам јас, не сум Дедо Мраз. Таму секој ден е Крисмас. Те мамет море, секаде е исто. Ке се смени се, само трпение. Ке се вратиш ти за Крисмас. А сега нашиот ведермен со временската прогноза за неговите колеги репортери, кои во различни временски услови работат, мрзнат и го жртвуваат своето приватно време во името на професијата. Слушај, се дознаваат последни новинари кои на работата се доследни. Ексклузиви Петар, спремни се на се, и на сонце, и на ветер, и на двете. Зависат од типувањата временски, баш затоа и контактираме на daily basis. Ако врне, викам земи кеси, ако пече сонце, викам боле вода внеси. У касни сати, пишува штанца, запишува снима и пишува план за следната сторија е сигурно опасна. Оштра не парабола, времето супер е вчера, а вечера си мај да срекна стара нова. А јас сум ведермен. Тоа беа вчерашни новости, кои овој пат решивме да ги посветиме на нашите теренски репортери Ланчо, Јелисалфета, Кузман, Арчи и кој ли уште не. Се надеваме дека некогаш и нам на водителите од студио ќе ни посветат време. И јас се надевам, Ацо. Сепак и ние овде одвај седиме. На топло, предходно одвај издржувавме да не шминкаат, да ни даваат што да облечеме, ни ги пишуваат најавите, за ништо не треба да се грижиме. Што е грижа сама по себе? Но јеца простор за грижа веќе нема, зашто дојдовме до почетокот на вчерашни, а со тој до крајот на нашава агонија. Вие, драги гледачи, доколку не фативте од почеток, можете да го направите набргу на YouTube уште вечерва. Гледајте ни наредната недела во 20 часот, а до тогаш ви велиме добро утро. Добро утро и од мене.